Се враќаме назад во живо од студиото, 17 часот, и како што најавивме уште во 14, во првиот блок, во овој дел ќе биде малце шаренолико. Имено се кршат копијата околу специјалното јавно обвинителство, ако за парламентарното мнозинство, ако за власта. Катица Јанева и незиното обвинителство има доста сработено. За председателот на опозицијата и на најголемата партија во опозиција ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, ова обвинителство, специјалното јавно обвинителство, е неважечко, имено е доста критикувано од нивна страна. Се смета, односно тие го сметаат како инструмент продолжен на власта, но не се денеска работните групи зборува за иднината на специјалното јавно обвинителство, нешто што е дел од реформите, за реформските закони со кои што Македонија треба да ги отпочне преговорите со Европската Унија. Нашиот Антонио Крстевски беше односно е во Министерството за правда. Антонио, доколку се слушаме на телефонска линија, повели што е резултатот од овие работни средби? Чаловски, здраво. Судбината на специјалното јавно обвинителство е тема на денешните преговори на власта и опозицијата. Министерката за правда Рената Десковска и незиниот заменик Оливер Ристовски од една страна и адвокатот Тони Менкиновски како представник на опозицијата, придружуван уште од неколку членови на ВМРО-ДПМН, се дел од работните групи кои ќе ги разгледуваат, односно веќе почнаа да ги разгледуваат реформските закони, и секако во Министерството за правда на денешниот состанок пристигна и представникот од Демократската унија за интеграција Артан Груби. Власта сака овој процес заклучно со собраниската процедура да заврши пред објавувањето на извештајот од Европската комисија за напредокот на Македонија. Првата точка, според информациите, односно изјавите кои што ги дадоа пред средбата, првата точка на нивната дебата е предложениот владин закон за приклучување на специјалното јавно обвинителство како независна единица во веќе постоечкото јавно обвинителство. Парламентарното мнозинство од една страна очекува законот за јавно обвинителство и законот за Агенцијата за национална безбедност да се усогласат и да бидат изгласани до крајот на март, односно пред почетокот на официјалниот почеток на претседателската кампања. Според досегашните јавно искажани ставови, пак лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски бара специјалната обвинителка Катица Јанева да не го води повеќе ова обвинителство, затоа што смета дека таа работи селективно и дека е политичка алатка против неговата партија. Тој воедно бара и власта да го исполни предизборното ветување, а тоа е дека опозицијата треба да го предлага државниот јавен обвинител, она што неколку пати претходно го спомена и премиерот Зоран Заев. Власта тврди дека предлог законот за спојување на СЈО со јавното обвинителство е направен врз основа на двата извештаи на експертскиот тим на Прибе и со исполнети препораки на Греко и Венецијанската комисија. Инаку мандатот на сегашната јавна обвинителка Катица Јанева ќе трае уште една година, пошто ќе има опција да се реизбира повторно. Доколку не е реизбрана, незиниот наследник, според предлог законското решение, ќе го избира Советот на јавни обвинители на мандат од 4 години. Како што напоменав, во тек е првиот состанок кој што треба да ја одреди судбината на специјалното јавно обвинителство, кој што главно се води меѓу власта и опозицијата, пред да почне состанокот представници и од ВМРО-ДПМН, секако и министерката Рената Десковска дадоа изјави, меѓутоа не сакаат да откријат многу детали за тоа што конкретно ќе се разговара и какви ќе бидат насоките во кои што ќе тече разговорот. Секако остануваме пред Министерството за правда, каде што се одржува состанокот, веднаш што имаме нови детали ќе се вклучиме во живо. Антонио, се знае ли темпото во кое што ќе се одвиваат овие работни средби, се додека се дојде до некаков заклучок? Темпото не се знае со оглед на тоа што ова е прв
состанок на работните групи кој што како што кажавме треба да ја одреди судбината и иднината на специјалното јавно обвинителство. Прашавме пред да почне состанокот колку би требало да трае, односно колку се прогнозите истиот да трае, меѓутоа никој не можеше да ни даде конкретен одговор на ова прашање, со оглед на тоа што ВМРО ДПМН, како што веќе знаеме, има низа забелешки по однос на овој закон, па предлагам, се надеваме дека тие ќе ги образложат сите во својот состанок со министерката Десковска. Веројатно за тоа ќе треба малку повеќе време, меѓутоа се надеваме дека ќе заврши овој прв состанок што е можно побрзо. Секако најавите се дека во текот на следните неколку денови ќе има и други состаноци, бидејќи како што веќе претходно напоменав, власта сака ова прашање да биде затворено што е можно побрзо и законот да биде изгласан пред официјално да почне претседателската кампања во Македонија. А секако за причината за овие состаноци се дека за изгласување на овој закон потребно е двотретинско мнозинство во законодавниот дом. Така, Антонио Крстевски, ти благодариме за овој извештај од секако во живо, односно и телефонски од Министерството за правда. Темата е актуелна, подоцна секако со можеби доколку има нови изјави, нови информации ќе известиш. Исто така само да напоменам дека ова всушност за која што сега зборуваше колегата Антонио Крстевски, една од нашите теми на која што ќе ги отвориме телефонските линии во овој прв блок. И конкретното прашање е до вас. Да, слушнавме на некој начин политичарите, односно работните групи на партиите ќе решаваат за иднината на специјалното јавно обвинителство. Но еве би сакала да слушнеме ваше мислење. Дали сметате дека решавањето, односно одлуката за иднината на специјалното јавно обвинителство треба да биде во рацете на политичарите, бидејќи за волја на вистината може да се видат многу жестоки реакции на социјалните мрежи и исто така обвинувања за некој вид пазар. Од друга страна, исто така и премиерот Заев во овој однос имаше денеска изјава, односно демантира дека ваквите работни групи на некој начин се спас за криминалот, ако може така да се каже, по оние обвинувања кои што доаѓаат секако и од експертската фела, меѓутоа и од граѓаните во глобала. Тоа е генералниот впечаток. Исто така најави дека немало овие работни средби да поминат со некаков епилог како законот за амнестија. А ова е едната тема. Втората тема за која што ќе ја третираме во ова отворено студио е она што е актуелно од регионот. Викендов вриеше во Србија. Буквално се спротиставија жестоко страните на власта и на опозицијата. Имаше упат и од страна на приврзаниците на опозицијата, односно на движењето 1 од 5 милиони кои што веќе неколку месеци наназад протестираат ширум градовите во Србија со барање за оставка на Вучиќ. Таму, како што веќе неколку пати напоменавме во текот на целиот ден, имаме ексклузивно екипа на 1 ТВ. Малку подолу ќе го слушнеме извештајот на колешката Кристина Атовска, кои се најновите моменти. А како едно интро, односно влез за оваа тема, најпрво да го погледнеме извадокот од вчерашното гостување на председателот на партијата на македонците Горан Илиевски во Србија и неговите ставови за политичката ситуација во Србија. Ирационална е политика, надворешна политика која води Србија према Македонија. Тоа е констатација на многу политички аналитичари во Србија кои многу добро ја познаваат состојбата во регионот. Со ништо не е испровоцирано од македонска страна и после сите тие напади влада и денеска излезе со едно многу коректно соопштение да сака да има коректни и добри односи со Србија. Дали до сега сте имале соработка со српскиот претседател Александар Вучиќ? Па илузорно е да имаме соработка со власт во Србија која е напада нашата матица Македонија. Значи, докле год биде една некоректна и безпризорна
politika kod Makedonija, mi никогаш не може да ја поддржуваме таа политика, мако и да ја води таа политика во страна на Србија. А каква е внатрешната политика на Вучич кон македонците кои што живеат во Србија? Па Вучич мисли да може да владее со све, па и со сите национални малцинства, се умеша во изборот на многу национални совети во Војводина, сака и нив да ги контролира, со своја комплетна машинерија успеа да го освои Македонскиот национални совет, кој ми е као партија, заедно со другата македонска партија, не го признаваме, така да едноставно нас, сакали не сакале, едноставно е турка во опозиција во Србија. Дали имате контакти со опозицијата, водачите на опозицијата во Србија, Јеремич и Джилас? Дали планирате некако да влезете заедно со нив во целиот овој процес, протестите? Дали македонците, односно луѓето кои што се дел од вашата партија, учествуваат во протестите и евентуално утре во градење на заеднички политики? Македонскиот народ увек бил близок и делал све добро и све лошо заедно со српскиот народ. Во моментот српскиот народ е на улици во Белград. Таму е местото и на македонскиот народ. Ние тренутно градиме што повеќе одбори на нашата партија, сакаме самостојно да излеземе и мислам дека ќе успееме самостојно да излеземе на следните избори, било да се предвремени или редовни кои се со термин на пролет следна година. Како го коментирате односот на македонската влада, односно да не реагира жестоко на овие постојани напади од страна на Вучич и дали воопшто овие напади кон Македонија на Вучич му носат политички поени? Па добива само негативни поени. Премиерот на Македонија, господин Зоран Заев, е прогласен за балкански Ганди. На толку обвинувања, неаргументирани, подли напади, да и далje пружа рака на пријателство е стварно еден гандиевски чин, што денеска во модерна политика не можеме да забележиме. Од таа причина тој директно не штити и нас као македонско малцинство во Србија и ние сме благодарни за таа политика што ја води Македонија. Само со таква политика можеме да стекнеме многу пријатели во регионот. Да. Ги слушнавме ставовите, како што споменав, на првиот човек на партијата на македонците во Србија по повод најновите случувања и политичката драма во Белград, и тоа е нашата втора тема. Отворени се телефонските линии. Може да коментирате ваши ставови, мислења и во однос на двете теми или слободно да одберете, бидејќи ова е најактуелно во регионот, во соседна Србија и богами кај нас решавањето, односно одлуките, пеглањето на законот и иднината на специјалното јавно обвинителство. Да, инаку во секој момент ја очекуваме колешката Атовска да се вклучи од Белград, да слушнеме што она што таму на терен всушност го има, ние одовде знаеме, ги читаме медиумите, но секако друго е кога човек е во самиот град каде што се збинувањата. Како што рече и Јана, слободно, телефонските линии се отворени, ова е своевиден дел, барем мал сегмент од оној, како го прави Чомовски граѓански форум, каде што гости сте вие, да, гледачите. Дали можеби ја имаме колешката Атовска веќе на линија? Да, одлично. Кристина Атовска ја гледаме веќе и со слика во живо од Белград. Крис, добар ден. Ние нема да должиме многу, повели со најновите информации од српската престолнина. Точно така, Јана, ние се наоѓаме пред државната телевизија на Србија, пред РТС, што туку направивме едно кратко интервју со главниот уредник на РТС и токму овде пред 2 дена се случи упадот во телевизијата, во државната телевизија, бидејќи демонстрантите беа незадоволни од начинот на кој тие известуваат за целокупната состојба, меѓутоа и за протестите, и за тоа како ја третираат и опозицијата и незадоволните граѓани. Накратко, господинот Зоран Станоевиќ, уредникот на РТС,
вели дека нивната политика е таква каква што е, бидејќи сепак се зависни од државата, се државна фирма, секако финансиите играат огромна улога, меѓутоа спомена и некои бројки во однос на тоа кој политичар има најголема поддршка на граѓаните, секако зборуваше за изборите и индиректно ни кажа дека нема многу простор за да може да ја бира уредувачката политика со оглед на тоа дека државата ги финансира, државата бира кој ќе се вработува во оваа телевизија, меѓутоа и колку време ќе им биде отстапено. Исто така спомена дека луѓето на актуелната власт одбиваат да гостуваат или да се појават во РТС доколку има викнат опозиционер. Пред да дојдеме овде кој ќе имате прилика, односно нашите гледачи ќе имат прилика да го погледнат некаде подоцна, ќе го испратиме после ова јавување. Пред тоа интервју се случи и пресконференција, можам да кажам долга пресконференција на Сојузот за Србија. Се обратија лидерите на коалицијските помали политички партии, опозицијските, меѓутоа се обратија и граѓанските активисти. Тие бараат од Александар Вучич да ги амнестира сите приведени лица. Скупно 18 приведени за ипадот во РТС, од кои 7 завршија со експресно судење, односно експресни казни затвор во траење од 30 дена. Најголем проблем за овие апсени, за овие затворски казни се дека оние кои ги добија се малолетни, се студенти и средношколци. Средношколците поради таа затворска казна нема да бидат во можност да ја завршат годината како што треба, односно на време, а веројатно ќе бидат и принудени да ја поставуваат. Лидерите го повика Александар Вучич и полицијата да ги приведе нив, бидејќи тие ги предводеле протестите, а да не апстат млади луѓе кои практично биле следбеници на протестот. Како што веќе споменав, го повика Вучич во овој момент, како веќе се изречени казните, останува само една законска можност, а тоа е амнестија. Го повика да го направи тоа и најавија дека секако во наредните денови ќе продолжат повторно со протестите. Овде се протестира за време на викенди, сабота и недела, и тие кажа дека ќе, односно кажаа дека ќе ги интензивираат протестите и дека ќе излегуваат и во поголем број, но и дека е можно да од само викенди да преминат и во сите работни денови. Ние направивме и интервју со Стефановиќ од Левица, кои се пожали на полициско наследство. Меѓутоа, од друга страна, полицискиот синдикат пак испрати соопштение со кое ги повика своите вработени, доколку добијат наредба, да не користат сила врз демонстрантите, што ни се случи. Меѓутоа, од друга страна, сепак дел од опозицијските лидери тврдат дека имало луѓе од жандармеријата кои се однесувале насилно кон демонстрантите, кои пак воопшто не биле насилни кога влегле овде во РТС. Што се однесува до пуштањето во етер, бидејќи тие тоа не го добија откако влегла во државата, говорниот уредник за нашата телевизија рече дека нема да потпаѓа на уцени и дека не може секој кој ќе влезе во РТС и побара да биде пуштен во живо, дека тоа не може да се случи. Според неговите зборови, граѓаните би можеле да помислат дека се работи за некаков пут и би можеле да се внесе доза на страх. Тоа е аргументот на главниот и одговорен уредник на радио телевизија Србија. Ние остануваме овде до крај денес, исто така се одржа и марш на средношколците, тие протестираа поради приведениот средношколец неприведениот, поточно осудениот средношколец, кој најверојатно и нема да ја заврши годината на време. Ние остануваме овде до крајот на денот. Имаме испланирано уште неколку интервјуа кои нашите гледачи ќе можат да ги погледнат подетално до крајот на овој ден или во текот на утрешниот ден. Јана, доколку имаш прашања, повели. Атовска, тоа е се, ти благодариме за ова вклучување од Белград. Ние се извинуваме за овој краток и мал технички проблем, меѓутоа
Знаете, се вклучуваме од Белград. Сите материјали кои што Атоска ги има веќе во Србија и кои што ќе ги собира во текот на денот, секако ќе можете да ги проследите на програмата на 1 ТВ, дали во студиото, дали во централниот дневник. Но сепак да, морам да напоменам дека одлично беше тоа што барем накратко ја видовме сликата зад тебе и тоа што сте го нашле првиот човек во потрага по одговори што се случи во однос со барањата од опозиционерите. Сега како што споменавме, целиот разговор ќе го погледнеме веќе во централниот дневник. Крис, фала ти. Имаме гледач Чаловски. Да го вклучиме гледачот. Повелате? Добар ден. Да, повелате во програма сте. Добар ден. Поздрав до емисијата. Јас сакам да кажам неколку збора за првата точка. Повелате. Мислам дека не треба никаков договор со СОЈО, затоа што моје лично размислување СОЈО една пријава, кривична пријава, не покрена обвинение против кој беа во коалиција со прошлата власт, па и со сегашната во прошлиот состав 2002-2006, тие истите се сеја тука грото од тие кои партиципират, значи тие не се огрешиле. Ако не се огрешиле тие, како може само една од партијата, значи сега во овој случај, само СДС е грешник со сите грешки што ги прави, утре кога би дошло некој друг на власт, треба само против нив да има обвиненија. А нивните партиципиенти или коалициони партнери, демек ништо, тие се не ми посматрачили, како да ги наречам. Од тие причини на СЈО не му е местото. Мислам дека и тога што дозволи ВМРО да се оснива, или под притисок, или мисля дека ќе биде добро за цела Македонија. Што се однесе до втората точка, ја мислам дека треба да ги оставиме соседите, да сами си ги решаваат проблемите, да не се мешаме ние, како што Вучич нагласи дека тука кај нас доколку е точно, јас не тврдам. По-убаво да си седиме по страна, jer знаете како што е во туѓ двор е многу лошо да се мешат. Ви благодариме. Ако сте не повикани, ако не сте повикани. Да, тоа е Боре, тоа е ваше мислење. Да, ви благодариме, имам и следен гледач и со него фактички како заокружиме овој блок. Повелате во програма сте. Добар ден. Добар ден. Да ве пофалам првен како ја водите овој дел од емисијата. Мислам, целата емисија како ја водите. Сакам ја да разговарам за втората тема. Повелате. Политичката драма во Белград. Тоа што го вика некој претен дека со намера да се повтори како Скопје што беше 20 април, тоа нема врска. Ова е друго, дека таму само власта ја покажуваат по телевизии како што беше порано кај нас и толку имам да кажам. Во ред, секако ви благодариме за вашето јавување и споделувањето на вашиот став. Да, можеше да се види и во тамошните медиуми, а и во нашите некои такви писања, обвинувања поттикнати од обраќањето на Вучич за некаков вид на македонско сценарио, што експресно беше демантирано од друга страна. Но сакав малку само на првиот гледач да го прашам со оглед на тоа што рече дека да, треба да ги оставиме соседите. Да, треба да ги оставиме соседите, внатрешно да си ги уредуваат работите. Ние известуваме од таму, ние не се мешаме во тоа како си го уредуваат начинот на функционирање во Србија, меѓутоа да прашам дали таа изјава на Вучич пак како е што на некој начин се осврна на оно што се случувало во Македонија, дали тоа го толкувате како мешање на политиките во Македонија, меѓутоа ете, краток бевте, се јави уште еден гледач, немав прилика да ве прашам. Ќе оставиме за следниот блок, односно во среда кога ќе се видиме во отвореното студио 1. Да, почитувани, ви благодариме за вниманието, ви благодариме за вашите јавувања. Секако она што е главно, најновите информации, ќе имате можност да ги слушнете и погледнете во Централниот дневник во 20 часот. Од нас пријатно.